Тоа може да биде или многу добро или многу лошо за мене. Ти со тоа ќе одлучуваш што јас ќе јадам цел ден. Во ред, да видиме, нека биде број 4. Нема да смениме, денес идеме сурово, што и да одбереш тоа е. Јас сум стварно воодушевен со тебе денес. Ако ќе направиме да е брутално, нека се падне и тоа ако треба. Ено е штраф, што ќе јадам. Нема предомислување, што ми се падне тоа е. Кажи ми број од 1 до 3. 1, 2 или 3. Како стигна толку брзо? Добро утро и добре дојавте во видеото што одамна го чекате. Јој. Едва имам отворено очи, но денес решив да биде тој ден кога мене Мира ќе ми ја одлучи судбината, или ќе ми го поправи денот целосно, или ќе ми го уништи денот целосно. Ако некој не знае што зборам, денес Мира целосно ќе одлучува што јас ќе јадам во текот на целиот ден. Доручек, ручек и вечера. Ќе нарачувам од Волт и она со помош на рандом броеви некако ќе одлучи што јас да јадам, и тоа може да биде или многу добро или многу лошо за мене. Во моментов баш ми се спие и баш ми се јаде искрено. А ти ако сакаш уште видеа со Мира, стави лайк и субскрайб. Јој Миро, боле да си расположена денес. Боле ти е да си расположена, значи. Еве сме на Волт. Сега тоа што ние ќе оправиме мислам дека најдобро е да појдеме во ресторани и од категории ние да одбереме за секое тоа што ни треба. Сега ни треба доручек, појадок и ние ќе бираме само од појадок. Еве добре што ми пишува бројка 29 места. И сега Мира ќе треба да ни даде нас број од 1 до 29, целосно рандом, и од таму што ќе одлучи, ние ќе одбереме што од каде ќе јадеме, и после тоа по категории други, она ќе одлучи од која категорија ќе јадеме и после што од таа категорија точно. Целосно рандом, мојата судбина е денес во рацете на Мира и мислам дека може да се погоди она доручек да ми даде и само некакво додаток, затоа што има опции, размислувам што може најлошо се случи. Има категорија посебно додаток, не дај Боже тоа ми се падне некако. Здраво, Миро. Здраво, како си денес? Дали има нешто што можам да ти помогнам или за што би сакал да зборуваме? Можеш да ми помогнеш, значи денеска ти си мојот водич низ целиот мој живот и денеска имаш многу важни одлуки за носење. Супер, ми е драго што можам да помогнам. Само кажи за што точно се работи и ќе направиме се што е потребно за да донесеш најдобра одлука. Значи денес ти треба да бидеш целосно рандом и целосно кога јас ќе ти кажам од кој до кој број ти да ми кажеш рандом број, ти со тоа ќе одлучуваш што јас ќе јадам цел ден денес. Доручек, ручек и вечера, а јас ќе нарачувам преку Волт. Ќе биде забавно, значи кажи ми само кој е опсегот на броеви и ќе извлечеме случаен број за секој оброк, потоа ќе го искористиме за да одбереме што ќе јадеш. Давај ми ги деталите. Дали ти спремна за мене ме плашиш, тебе ова ич тешко не ти паѓа, ти секако не јадеш ништо. Кабли гризеш, кој знае што те храна таму, а ти се нема врска. Спремна ли си? Супер, тогаш да започнеме. Само кажи ги обсезите на броевите за секој оброк и ќе ги извлечеме случајните броеви и ќе го составиме менито за денес. За појадок бираме помеѓу 29 места. Кажи ми еден број од 1 до 29. Во ред, да видиме, нека биде број 17. Значи тоа е бројот за првиот оброк. Ќе продолжиме со другите обсези кога ќе бидеш подготвен. 17, се уште не знам што е 17, окей, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 е Центар бар. Добро, од Центар бар немам јадено од 2-3 години кон ништо. Сега, тоа што ние ќе го правиме, луѓе. Имаме вака. Брзо и вкусно е рачунам како една категорија. После одам бургери, значи 2 категории, рижото 3 категории, салати 4 категорија, оброци 5, пица 6. Не, сосови да не ги внесувам, човек. Не е фер да јадам само сос, нели? Не, сосови не ги внесувам категорија никогаш, затоа што стварно ќе останам гладен. Ово ствари еве ми ги горе. Брзо и вкусно, бургери, рижото, 3, 4, 5, 6 беше пица. Десерти е 7. Значи имаме 7 категории. Миро, сега откако ми го одбера ресторанот, сега треба да ми кажеш број од 1 до 7 за од која категорија јас ќе јадам во тој ресторан. Во ред, да видиме, нека биде број 4. Значи таа е категоријата за твојот оброк во тој ресторан. Леле, несреќо, мислам дека салати ми даде несреќо.
1, 2, 3, 4 салата ќе јадам. Ти што се кажеш Миро дека сум дебел? Никако не, воопшто не мислам така. Само сакам да се забавуваме и да ти помогнам да одбереш нешто интересно. Секој избор е добре дојден, без никакви грижи. Ако ти се допаѓа салата, супер, а ако сакаш нешто друго, секогаш може да смениме. Нема да смениме. Денес идеме сурово, што и да одбереш, тоа е. Има во овој ресторан 5 салати. Значи ти треба да ми кажеш број од 1 до 5. Разбрав, нека биде број 3 тогаш. Значи салата број 3 од тие 5 што ги имаш на мените. Сигурно ќе биде вкусна. Джекпот Миро, Цезар салата ќе јадам со пилешко месо, марула, рукола, чери, домат, пченка, брускети, прелив и ротквица. Тоа звучи одлично. Сигурен сум дека ќе биде многу вкусно и здраво. Ако ти треба уште нека помош или сакаш да продолжиме со другите обраци, само кажи ми. Имав среќа Миро со доручекот, се гледаме тек за ручек со тебе повторно. Супер, без проблем. Ќе се слушнеме пак за поедок и ќе го направиме истото. За поедок. Ајде Миро, ајде. Луѓе, имав многу среќа искрено. Цезар салата за доручек воопшто не е лошо. Нарачувам, чекам да стигне и ќе јадеме заедно и ќе оценуваме кога ќе стигне, така ќе правам за сите 3 оброци. Стигна Волт, стигна Волт, стигна Волт, стигна Волт. Се надам дека ова ќе биде добро. Мириса добро. Малце сум распанат дека е сабајлечки. Кој не е распанат сабајлечки? Доручек е. Мислам дека вака би ме гледале поле. Волт е тука. Изгледаме тугачки сега за сега искрено. Знам дека ќе биде добро, затоа што мислам дека имам јадено многу одамна там Цезар, така да у тоа не се сомневам јас. Туку сакам да кажам дека првиот оброк од денот мене ми е веќе победа, затоа што не ми даде да јадам нешто што не ќам, туку пак е окей Цезар салата и тоа. Од сите салати мислам дека што можеше да ги избере Мира. До сега Мира ми има избрано мене најдобро. Ко Цезар за доручек е таман. Човек изгледа како да има многу сос, многу сочно, многу убаво. Гледайте. Миро, ми стигна Цезар салатата. Одлично, се надевам дека е вкусна. Ако ти треба нешто друго или сакаш да направиме уште некој избор, тука сум. Уживај во оброкот. Многу е вкусен сосот, искрено. Така е, понекогаш едноставно вкусовите се различни. Ако ти треба нека друга идеја или помош за следниот оброк, само кажи ми и ќе најдеме нешто што ќе ти се довадне. Миро, кажи ми некој забавен факт за Цезар салатата. Секако, еден забавен факт е дека Цезар салатот всушност не е од Рим, туку е создаден во Мексико од италијанскиот готвач Цезар Кардини во 1924 година. Така што името доаѓа од готвачот, а не од Римската империја. Јас сум стварно воодушевен со тебе денес. Кај ми даден да јадам нешто толку добро, туку ми кажа фактот, стварно не го знаев и јас стварно мислев дека е поврзан со другото отколку со некој готвач таму. Ми е драго што ти беше интересно. Секогаш е забавно да откриваш нови работи, а јас секогаш сум тука да помогнам и да направиме се повозбудливо. Знаеш ли уште некој факт за Цезар салатата? Секако имам многу интересни факти за различни работи. Можам да споделам нешто за историја, наука, култура. За Цезар салата ти викам факт. За Цезар салата, не за култура, наука, значи Цезар салата. Разбирам, нема проблем. Еве уште еден интересен факт. Цезар салатата првично не содржала пармезан, туку користела само сирење и пекорило. Исто така, оригиналниот рецепт не вклучувал пилешко месо, а додатоците со текот на времето се развивале според различни преференции. Браво, Миро. Баш интересни работи ми кажуваш. Ај уште еден. Супер, ми е драго што ти беше интересна. Ако ти треба било што друго, слободно Уште еден факт, уште еден факт. Секако, еден интересен факт е дека Цезар салатата првично била сервирана со салатни листови кои биле раскиснати рачно, а не сечкани. Исто така, оригиналниот рецепт не вклучувал ни лук, ни кромит, па со текот на времето се додавани нови состојки за да се прилагоди вкусот. Кај има лук и кромит до Цезар салата, бе, Миро? Точно, во оригиналниот рецепт навистина не ги имало. Луѓе, јас сум воодушевен. Значи јас со Центарбар немам јадено 2-3 години буквално. Не знам, некако не ме однела пата таму баш. Ова стварно ме воодушеви, значи ова е многу вкусно. Значи не знам како можам да ја долам, ама толку е пуно, толку ништо не е суво, толку секоја состојка е убава, толку сосот што е користен тука. Мислам дека само некој нивен сос, а не
сос што се користи во секоја цезар салата, туку нешто нивно, многу вкусно и секој залак ми е онака пун, секој залак ми е убав. Што и да потфатам, тука ми е буквално убаво и ни малку не ми е суво или било што, туку онака целосно уживам у храната. Искрено како за цезар салата, а сум сакал и тоа да го правам. Добра идеја да се бари кој најдобра цезар салата во Скопје. Ова уште сега мислам дека ми поставува стандарди. Јас не памтам волку добра цезар салата било кога да имам јадено. Ова најискрено кажувам сега од срце. Да не ви чматам уште на екран, идам да си дојадам и се гледаме ние за ручек. Јас се надевам дека денот ќе продолжи да биде исто волку добар. Океј, време е да знаеме што ќе имаме следно. Дојде 4 сати, мене ми е сега страв за шо е ручек. Ова треба да биде онака најбогато, најубаво. Ако се погледа нешто прелошо или премалце ќе спесно. Ајмо. Сега идеме повторно во ресторани и во види ги сите ќе одбереме ручек. Мислам дека има и ручек, се 34 места. Се уште повеќе, Мене ме страв. Здраво, Миро. Дојде моментот да ми помогнеш што да јадам за ручек. Супер, да видиме што можеме да направиме. Ако сакаш, можеме да избереме некој број од некои опции или пак да ми кажеш какви вкусови ти се допаѓаат и да пробаме да најдеме нешто интересно. Што велиш? Одиме целосно рандом, Миро, слушај внимателно. Овој пат имаш да ми треба да ми дадеш број од 1 до 34. Разбрав, ќе го направиме така. Значи, ќе ти дадам случаен број од 1 до 34, да видиме кој број ќе излезе. Еве, бројот е 17, значи тоа ни е основа за твојот ручек. Ама и за доручекот ми даде 17 број. Ајде дај ми друг. Размирам, ќе пробаме уште еднаш. Ајде да одбереме нов случаен број од 1 до 34. Еве, овој пат бројот е 22. Значи, тоа е твојата нова основа за ручек. Луѓе, ја ќе проверам што беше 17, ама сакам да е друг број, затоа што ако не се лажам, преска ми кажа 17, така ли? Да, значи затоа не ќе да е истото, сега ќе видиме што сме пропуштиле. Ручек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Дистрикт, бар и кичен било 17. Добро, значи рече, кој е 22 не е другиот број, значи ова беше 17. 18, 19, 21, 22. Не бе, грешка сум јас. Леле, сега има да бројам пак. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Дистрикт, 18, 19, 21, 22 е ресторан Свети Трифун, а не Баба Кита. Не го знам ни тој искрено и сега мене стварно ме фаќа страф. Леле, појадок може да ми се падне. Чорби, сендвичи, ги читаме горе. Мини пица, пица 30, предјадења. Што се предјадење, може нешто малце да ми се падне, или можам со помфрит да завршам или со ајвар. Ако ќе направиме да е брутално, нека се падне и тоа ако треба. Салати, леле, немај салати оброк, салати, леле, нема никакви салати скара. Специјалитети на куќата, леле, тука е многу број испечено во фурна. Ова испечено во фурна нема да го ставам, зашто стварно не е фер да јадам само едно селско лепче. Тестенини ќе оставиме, рижото ќе оставиме, риба ќе оставиме, даски ќе оставиме, десерти ќе оставиме. Леле, немај десерт да ми се падне. Чека сега да изберам колку работи се тие. Или поедок да не го оставам. Да, не е фер за ручек да има поедок, нели? Не е фер да има поедок пак. Идеме од чорби. Значи чорба е 1, па сендвич 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 е тестенини, го пресвакнуваме фурна. 11, 12, 13, 14. Леле, 14 има да бира. Јој, мене ме страф. Што ќе јадам? Миро, сега е моментот да одлучиш од која категорија ќе јадам. Значи сега ми треба внимателно размисли и кажи ми еден број од 1 до 14. Се разбира. Да размислам внимателно. Бројот што го одбрав е 11. Се надевам дека овој избор ќе ти донесе одличен и вкусен ручек. Ако имаш уште нешто што ти треба, само кажи. 11. Не ме страф. Значи, појадокот рековме дека не го броиме. Значи, почнуваме 1 чорби. Чорба 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Не, ова не го рачунавме ни тоа. Значи 10 е тестенини.
11 е рижото. Рижото ќе јадам јас. Искрено не сум фан на рижото и многу ретко јадам рижото, а можеше да биде многу полош. Можеше да биде риба, ја не ќам риба. Можеше да биде некое месо. Нема предомислување. Што ми се падне тоа е. Се падало рижото, јадеме рижото. Значи што и да се паднеше и риба и бифтек да се паднеше ќе го јадев. Јадеме рижото. Имаме 3 опции само. Рижото со пилешко и брокула, фунги рижото. Ле, тоа сакам најмногу се падне. Искрено. И веге рижото. Мислам дека ќе ми бидат окей сите 3, ама најмногу сакам 2. Кажи ми број од 1 до 3. 1, 2 или 3? Да размислам, бројот што го отрафовидат е 2. Се надевам дека ќе биде корисна и интересна. Браво бре Миро. Бре, да те баци човек. Не сум ту ми се падна рижото, да знаеш. Не сум премногу фан на рижото, ама можеше да биде полошо. Сепак сум задоволен и од рижотото најубавото ми го одбра, ќе јадам фунги рижото. Што мислиш за тоа јадење? Фунги ризото е навистина одличен избор. Има богата арома, кремаста текстура и вкусот на печурките секогаш е супер. Ако не си голем фан на ризото, сепак ќе ти биде вкусно и сигурно ќе уживаш во едењето. Та уживај во оброкот. Ќе ти кажам дали ќе уживам кога ќе го јадам. Миро, фала ти. Нема на што, секогаш сум тука да помогнам. Уживај во едењето и ако ти треба нешто друго, слободно јави се. Пријатен оброк. Океј, тоа не ба ни 25-35 минути, ова стигна за 10. Во моментов светлината е прелоша секаде, ја не знам каде се намести. На мојата работна маса најбово е секогаш. И така ја секогаш тука јадам, така да гледајте ме. Човек, како стигна толку брзо? Ова е жешко, бога ми. Ова тројца да се најадат, не еден. Морам да фатам со кесата затоа што е претопло. Гледа, ова делува баш ветувачки искрено. Мира мене ме третира денес кој никогаш. Топло. Баш пред да каснам помислив да не треба сол, ама не треба. Баш е нека креместо кој што ми го објасни Мира. Мислам дека сега што и да биде вечерата, не може да ми го уништи ова никако. Многу ми е драго да слушнам дека ти се допаднало, а ако ти треба уште некоја идеја или совет, слободно кажи. Уживај во секој залек. Не, сега знаеш како иде редот. Сега треба да ми кажеш некој си интересен факт за чудувачки за ризотото. Секако, еден интересен факт за ризото е дека традиционално потекнува од Италија, конкретно од регионот Ломбардија, се готви со постојано мешање на оризот и додавање на течност, што го прави кремаст и богат со вкус. Извини. Те прекина проложи. Разбирлива, нема проблем. Ако ти треба нешто друго или пак нов факт за некој јадење или било што друго, слободно кажи. Тука сум за се што ти треба. Па го прекина, него докажи ми како се прави ризотото. За да направиш ризото, прво ќе ти треба карборио рис, малку путер или маслиново масло и некој буљон, пилеки или зеленчуков. Прво се пропржуваат ситно сецкани кромит и оризот, потоа постепено се додава буљонот додека оризот не стане кемаст. На крај се додаваат пармезан и зачини по вкус. И тоа е тоа. Ако сакаш подетални упатства, слободно праше. Ја искрено колку е топло и колку е убаво, се изнајадов, пола веќе го нема, не знам колку се гледа. Значи јас сум многу задоволен денес и од мојата. И многу е различно затоа што ниту цезар салата, ниту ризото ги јадам толку многу често и многу ми се свига што денес ми е така различно едењето. Ако некој се пронајде, јас кога листам Волт и кога барам што да јадам, еден сат да станам таму и толку има многу опции што јас не знам што да нарачам. И јас ова не само за видеото, туку буквално можам да почнам да го практикувам кога ќе нарачувам, ако толку време ми треба и не знам што да нарачам. Прашај си Мира дека ти даде рандом број, нарачи си она што ќе каже. И еве ова идеја и за вас, ако сте така неодлучни како мене, прашајте си ChatGPT што да ви кажем број и послушајте го. Направете си вие сами таков челендж дома и ако некој реши да го направи тоа, нека ми пише во коментари како поминало. Идам да дојадам, се гледаме вечер. Океј, дојде крај на ден, пред да почнем да ми затвара се, време е да се порачи вечера. Дали има категорија воопшто што би било вечера или да одиме со сите? Донер, домашна вафли, мексикански сендвич, крилца, пица, паста, грчки, пекарница, гиро, ручек, кебаб, салата, скара, американски десерт. Дали да одиме со десерт или не? Бургер има 72 места. Ама вака ако одам на ресторани, ќе ми ги даде сите, како да знам колку ресторани има? Јас мислам е подобро да одиме со некоја категорија тука, затоа што секако мислам дека дури и категоријата десерт, значи дека има десерт, ама имаат и многу други работи, така да може да се погоди свашта. Така да ја може и да стиснам искрено десерт. Не знам што би било вака најинтересно за видео, ама мислам дека десерт е доста интересно да се стисне. Идеме со десерт па ќе видиме. Има колку места? Има цели 35 места. Здраво Миро, дојде време за вечера. Како се осеќаш, што е најидеална вечера
вечера мене да ми се падне и дали ти си воопшто спремна и што мислиш дека ќе јадам за вечера? Здраво, супер ми е, благодарам на прашањата. За вечера се зависи од тоа што ти е на располагање и каков ти е расположението. Ако сакаш нешто лесно и здраво, може би некоја салата со протеин, како пиле или риба, или пак некој лесен паста јадење. Ако си во расположение за нешто похрабро, тогаш може и некој традиционален оброк. Се разбира, секогаш сум тука да помогнам со идеи, така што само кажи што ти се допаѓа. Слушай сега, нормално знаеш денес што правиме, треба да ми кажеш број. Сега ми даваш број од 1 до 35. Рандом број и да не е повторно некој број што веќе денес ми ги имаш кажано, туку некој скроз друг број. Се разбира, ќе размислам внимателно и бројот што го избрав е 27. Се надевам дека тоа ќе ти донесе добра вечера. Ајде да видиме, Миро. Рече 27. Кој ќе брои толку тука? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Дури сум на 13, да кажам, памтам 13. Да не се најдоле местата што се веќе затворени. Тоа ми е едино страв, дека ќе се деси, ама ќе видиме. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23. Чекај, дури сум на 23, она кажа ли 27? Има тука Стојко во чет, да, 27. Океј, јас сум на 23, 24, 25, 26, 27. И 27 е затворено. Мало одмор се погоди. Ништо и бараме друг број. А друг број од 1 до 35. Овој пат ќе изберам број 9. Добро. Што е 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Frosty Bites. Ова е скроз ново место и мислам дека се само ко замрзнати банани. Мини крофни има 6 парчиња. Мини крофни 12 парчиња, Frosty Banana Special. Замрзната органска банана е едно. Океј, значи тука има Мира да бира помеѓу 3 работи. Дали се 6 парчиња, 12 или е Frosty Banana Special. Миро, бројот 1 до 3. Океј, ќе одберам број 2. Се надевам дека Број 2, се вика број 2, а не број 2. Стои тука сега. Дај ми број од 1 до 5. Ќе одберам број 3. Се надевам дека ќе ти биде корисен избор. Ако има нешто друго? Добро, ајде, ме изнервира виш. Број 3 е Bueno 12 парчиња крем крофнички. Има и додаток. Додаток. Сакам нешто да ставам, ама пак сакам со нејзе, не ќе ми јас сам да одлучам. Она нека ми одлучи додаток. А кажи ми број од 1 до 7. Размислувам добро и бројот што го избрав е 4. Што е 4? М&M's. А буквално на тоа помислим, живи се. Океј, ќе јадеме Frosty Bites 12 Bueno крем крофнички со додаток M&M's. Ајде да видиме што е тоа. Додека чекам да ви кажам, знаете ли колку и јас денес сум се придржувал на ова, што ништо друго освен вода до сега немам каснато и оваа Кока-кола. Значи јас единствено денес што прекршив од моето правило за денеска е оваа Кока-кола тука и вода и тоа е се денес. Значи битно се држам до видеото и до тоа што е онака целосно, да шо е те го кажувам колку е што да сум претрпал денес, ама да знаете дека денес јадам исклучиво само од видеото. Ама толку во среќа што ова сакам да го правам пак буквално. Океј, ова мириса предобро, човек. Волт Part 3 е спремно. Видите вие таа кутија, обожавам кога некој екстра ќе се потруди и ова нема да ми стигне во обично хартиено нешто, туку сарам ќе се потрудат за нешто поише. И кој приметува детали, салфетките не се бели, туку се плави, како што им е све плаво. Браво! Колку изгледа шарено ко дете од 3 години да ќе го јаде ова, не јас толкав вол. Ради тоа Мира што ми рече да ставам M&M's. Ова со салотепов пример не ми се допаѓа. Гледате. Значи гледате колку е шарено. Како да фатам едно. Вака M&M's, добар додаток се. Добри се. Многу се меќе крофничките, кремовите ми се свијат, има и Bounty крем и уште некој друг изгледа. И M&M's.
Не е ништо што ме треска од земја, ама е се што можеш да очекуваш од тоа што го нарачав. И мислам дека ова едно комодно може двајца го јадат. Или ако некој јаде многу благо, може и сам да го смота. Ја од ова видео на крај предоволен. Ова беше забавно, ова сакам да го правам пак, значи буквално јас стварно имам проблем што кога ќе одлучам да нарачувам храна, заглавувам по саат време не знаејќи што да нарачам затоа што има стварно милион опции. Скролај, не се да скролува. Вака само праши си ја Мира ќе ти одлучи, ако Мира е добра кој што беше денес, секој се погоди. Лајкнете го видео ако ви се свигаше, субскрајбнете на каналот за уште вакви видеа. Како и секогаш колку повеќе лајкови, толку поголема шанса да го снимам ова пак и ние се гледаме следното видео. Чао.